Ќе беше многу убаво да имаме просторија некоја, кај што ќе можеме вака после литургија да седнеме, ама ете, засега такви се условите, ама ќе гледаме да направиме во некоја блиска иднина, некоја просторија кај што ќе можеме вака после литургија да се собереме, да ја продолжиме литургијата. Знаете, сите во првите векови, нели, после литургијата на трпеза се собираме. Оние така наречени агапи, трпези на љубовта. Тоа не е туѓо и за денешницава наша, и тоа постои во многу цркви и се практикува. Ете, ние немаме просторија, инаку сега можеме за сега и вака и во црквата. Се јавуваат кај верниците дилеми, прашања во врска со верата, може од беседата некојаш ќе бидете инспирирани нешто да прашате, да се дообјасни нешто. А сигурен сум и дека и вака имате некои прашања во врска со верата. Па убаво е да си седнуваме после литургија, не мораме веднаш да си одиме, ако некој нема обврски неодложни, да си седнеме, да се позборуваме, да се видиме, подобро да се запознаваме. Убаво е таа заедница со Христос што ја имаме на литургијата, и после литургијата да ја воцеловиме, што се вели, да имаме и заедница едни меѓу други, да се запознаваме не само Христа, само преку Христа и секако преку Христа се запознаваме, меѓутоа и вака можеме да се изборниме, да се ближи еден убав период, како што спомнав, преска на отпустот, период кога доаѓа Светата Четириесетница, период на поинтензивни молитви. Прекрасен е тој период. Великденскиот, односно пред Великденскиот и Великденскиот после што следува. Да, слава му на Бога. Еве, од следната недела почнуваме со книгата Посен триот. Таа почнува од неделата на Митар и Фарисеот, постниот триот до Велика сабота, а после од Великден па до неделата по Педесетница се пее од книгата Цветен триот. Зошто се вика триот таа книга? Затоа што има 3 песнец на канонот. Обично канонот има 9 песни. И во постот и во периодот после постот, од тој канон се вадат само 3 песни. И затоа е наречен 3 песнец, но не се пократки тие 3 песни од оние што се 9, затоа што има на секој 3 песнец има по 2 канони. Така да всушност повторно ќе му дојде исто, само што 3 песници, затоа е наречено триодион, односно 3 песни од грчки. Триодион ода е песна. Триодион, 3 песнеци. Еве и задушница се ближе. Веројатно прочитавте на Фејсбук и така изгледам и меѓу себе, сигурно си имате зборнато дека ова задушница малку поинаку ќе направиме, да видиме и да видите и вие, дека подостоинствено е така да се направи помен за покојните. Ќе се служи литургија, са бајле рано, кој може да дојде на литургија, пожелно и убаво е се низ литургија да помине. За нас христијаните литургијата е централен настан. И се крштевале во првите векови на литургија, и се венчавале на литургија, и се погребувале на литургија, се преку литургијата почнувале. Затоа што се што ќе помине низ литургијата добива вечен карактер. Затоа што литургијата е парче небо на земјата.
вечноста, ја отсликува вечноста литургијата. И затоа и помените што ги правиме и велиме вечен помен, вечен спомен да има. Односно, во вечноста Господ да ги спомни. И затоа е убаво да се дојде и на литургија, и после литургијата ќе се направи општ помен, но тие што нема да стигнат на литургија да дојдат, ќе направиме во црквата и неколку помени ќе се соберат. Ќе видиме сега како ќе оди тоа, кога ќе се соберат повеќе пшеници, свештениците ќе го направат поменот и после можат луѓето да одат на гробиште. Ќе направиме така, не е тоа новина, реков јас и во една емисија што ја снимавме, дека ова не е новина, дури и овде во Делчевско, во Разловци, мислам ми кажа дека така се правело. Да, убаво ќе биде така, ќе видите дека подостоинствено и свештениците нема да мораат да брзаат за само имињата да ги прочитат, туку ќе се направи убав помен со сите тропари, со целосната ектенија, ќе се спомнат сите имиња, да си носите имиња на покојните кога ќе одите на задушница, ќе донесат и свештениците ливчиња таму и пенкат се за некој, ако евентуално заборави, но имајте предвид да си ги носите тие имињата на покојните, и пшеница и вино. Тоа е најважно. И тоа ќе го спомнам пак, иако веројатно многу и се зборувало досега, за храната што се носи на гробиште. Тоа е убав обичај и стар обичај е тоа, да се носи храна и да се раздава храна во чест на покојниот. Меѓутоа, во последно време, во нашата современост, се прави голема фама. Повеќе се обрнува внимание на храната што ќе се однесе на гробиште, отколку на молитвата што треба да се прочита. И храната се остава на гробишта, или додека се чита поменот, храната да била на гробиште. Нема потреба воопшто храната да биде на гробиште, затоа што кога се чита поменот, не благословуваме храна во тој момент. И читаме само молитви за покојните. Се молиме за душата на покојните кога читаме. Храната нема никакво значење. Дали ќе стои покрај гробот, во торби, спакувана, или ќе стои на гробот, нема никакво значење, нема потреба да стои на гробот. Некојаш се случува од толку многу храна да не можеме ние да ја најдеме пшеницата каде, да ставиме вино на пшеницата. Така да со храната да не се претерува и да не се остава храна на гробовите, храната е за живите. Да каснат и да се помолат за душата на покојните. И тоа е убаво, во нашиот народ има една кратка форма. Оној што дава храна, вели, земи за душа, а овој другиот ја прима храната и вели, Бог да го прости или Царство небесно. Тоа е една кратка форма од она подолгата форма што сте вели, еве касни, поведи и помоли се за душата на мојот покоен дедо, не знам, роднина, а овој вели Бог да го прости, Царство небесно да му даде. Тоа е пак неговата молитва за покојниот. И тоа е убав обичај и треба да се практикува, но не треба. Како? Не, ако треба да се знае. Да, треба да се знае и треба да се кажува. При давање храна треба да се кажува помоли се или за душа, кратката форма за душа. А оној другиот ќе се помоли, ќе рече Бог да го прости, Царство небесно. Многу е важна нашата молитва за покојните. Ние еве и на големиот вход ги споменуваме сите покојни, на проскомидија ги споменуваме, па уште еднаш после има спомнување на покојните после кога се пеат достојно. Ние во олтарот читаме молитви каде што се спомнуваат и покојните пак. Значи 3 пати се спомнуваат покојните во текот на литургијата и важно е да се молиме за покојните затоа што сме ние една црква. Ако се тие покојни за Господ, нема мртви. Тие се повторно живи на друго место, а ние сме, еве, уште на земјата, но ние сме една црква со нив.
Не една црква сме и со овие светители што ги гледаме на фреските. Едно сме и со нив. Христос не прави едно да бидеме. И тие се покојни, ама се наши браќа, сестри во Христа. Да. Да. Сите сме живи, нема за Бог мртви, за Бог нема. За нас има овде, телото се распаѓа и велиме, мртов е човекот, ама душата е жива. И кај Господ е. И тоа треба да го имаме предвид и секогаш да се молиме за покојните. Тоа е наше лобирање, да речем со модерен речник, пред Бога. Господ да ги упокои, да ги вселе во Царството Небесно, да им ги прости гревовите. Колку повеќе луѓе има што се молат, толку и Господ повеќе ќе се умилостиви над тој човек. Кога една заедница го сака некого и Господ се умилостивува. Ние имаме, не сме религија која не знам, го перцепира Бога како нешто далеко. Господ е далеко и тој живее свој живот, ние свој живот живееме овде и немаме никаква интеракција. Напротив, нашата вера е интерактивна со Бога. Ние сме во една динамична, интерактивна комуникација со Господ. И ова литургијата е токму врвот на таа интеракција. Му се молиме на Бога, Господ ги претвара лебот и виното во тело и крв Христови, се причестуваме, биваме едно со Бога и на тој начин сме блиски со Бога. Да. Како? Небо на земјата. Да, небо на земјата. За таму се спремаме сите, за кај Господ се спремаме. Тука ова е мандат кој ни е даден да можеме да се подготвиме за таа средба вечна со Бога. Да. Исто би сакал да кажам, за време на постот има една пракса која влезена е во нашата црква така како што е влезена. Меѓутоа, треба да знаете и како е и во другите цркви и како е поправилно да се прави тоа. За петолебијата што се носат во петоците кога се читат акатистите. На петолебијето местото му е на вечерна богослужба, не на акатисна богослужба. Да. Кога има голема вечерна, тоа се случува или сабота на вечер, или спроти празник. Или ако е некој светител така со голема служба како Свети Димитри, Свети Ѓорги, и Свети Никола, да не ги набројам се сите тие поголеми светители, поголеми светители кои што повеќе се почитуваат во нашиот крај. Службите што им се напишани во книгите предвидуваат петолебие на вечерната богослужба, значи во очи на празник. И тогаш треба да се прави петолебие и да се носи петолебието. На петолебието не му е местото на акатистот. И друга една работа, да речеме, се носат неконтролирано многу петолебие. Значи, може би ќе донесат 20-30 верници, ќе донесат петолебие. Тоа веќе ја губи смислата на петолебие. Тоа не е петолебие, тоа е столебие. Може и да се договори меѓу верниците, кога ќе биде некој празник, може да се договорат 5 верници, 5 фамилии, да речеме, да направат поголеми богачи. 5 да бидат, ама да бидат и поголеми. Во Грција имам студирано и имам видено како е таму еден леп од петолебието, толкава богача е. Толку. Една. И така, и само 5 има. Спроти празник, така, спроти сабота, спроти недела на вечерната, и се благословува петолебието. Службата е таква предвидена да се благословува. Овде со акатистот некако ја накалемуваме ние
петолебието го накаленуваме на акатистот, ама нема допирни точки со акатистот петолебието. Друго е петолебието. Акатистот е служба на Пресвета Богородица и многу убава служба на Пресвета Богородица. Акатист значи не седејќи. Акатисто од грчки, катизма значи, односно да катизми се псалмите, но катизма значи дека може да се седи кога се читаат тие псалми. А акатисто, кога е тогаш не се седи. На тие богослужби на акатистот не се седи. Односно треба да се стои. Сега кој може да стои. Многу се убави молитвите што се читаат на акатистот. Споредбите кои се прават за Пресвета Богородица. Пофалните песни што се пеат за Пресвета Богородица, многу се содржајни, многу се убави. И сега, замислете сега, при таква една содржина на богослужбата, се донесува петолебие и целото внимание е насочено кон петолебието. Каде да се остави вака, па да не падне од овде, па маслото, па виното, па пшеницата од ова страна, па ќе донесат уште 20 верници, па чека да не го трупнеш ова. А во меѓувреме се читаат молитвите од акатистот. И тоа е, како да кажам, го одзема вниманието, не потребно, го одзема вниманието. И ова, еве, може ти, еве, ќе го видат, се снима и ова, ќе го видат и други верници, верувам, но може да се договорат, да кажеме, ова сабота ќе донесеме петолебие или овој празник, еве, сега иде светение, свети три иерарси, може да се договорат да се служи вечерна богослужба, да се донесе 5 верници, да донесат по една погача, значи 5 погачи, вино, пшеница и еле, може да се договорат кој ќе донесе и се направи вечерна богослужба. Спроти сите празници може тоа да се носи. Спроти сите празници, освен, да не се носи на акатистите, затоа што прекрасни се молитвите и да посветиме внимание на тие молитви, да се молиме на Пресвета Богородица, која е наша најверна застапничка пред Бога. И кога Мајката Божја се моли за нас, тогаш имаме голема привилегија пред Бога, можем да речем. Ако имаме Богородица за застапничка, ама затоа пак ние треба овде да ја направиме таа молитва, на некој начин да ја задолжиме со таа наша љубов. Затоа што кога се молиме на некого, исто како некој нас кој ќе дојде да не моли, некако кога го гледаме дека покажува љубов кон нас, дека со некоја молитва, на некој начин се чувствуваме должни да му помогнеме и да не можеме, ќе најдеме начин некако да му помогнеме. Па така функционираат и светителите, тие се луѓе. И Пресвета Богородица посебно, со нејзиното смирение, со нејзината личност, што Господ ја одбрал да биде Мајка Божја. Ја имаме како наша најблиска, заштитничка и застапничка пред престолот Божји. И тоа е убаво да тие акатисти, на секоја богослужба имаме највеќе молитви за Пресвета Богородица. Во секоја ектенија спомнуваме на крајот на ектенијата, се молиме на Пресвета Богородица, акатисти правиме. Сега особено во постот ни се потребни и нејзините молитви, помошта Божја што подостојно да го поминеме постот. Не само во телесна смисла, можеби за оние што имаат пракса веќе во постот, во телесниот пост, можем не представува воопшто проблем телесниот пост, колку што представува духовниот пост. Тежи на некој, да се воздржиш од лоши зборови, да се воздржиш од гневење, од завист, од љубомора, од прејадувањето. Тоа велам, и тоа е, но велам некој ако веќе долго време пости, телесниот пост, може и не му е проблем, ама духовниот пост секојаш е проблем, да се воздржи човек со луѓе, комуницираме, ќе се изнервираме, ќе не разжалости некој.
ќе вратиме на тоа со иста мера, може би и со поголема нервоза ќе вратиме и затоа велам потребни ни се молитвите на светителите и на Пресвета Богородица и помошта Божја да ги издржиме постите што подостојно, да ги поминеме, да се преиспитуваме, да ова што го кажав преска на беседата за преумувањето, живеењето во покаяние, токму во постите е важно човек да се преиспитува до каде стигнал со преумувањето, дали живее во покаяние, дали за секоја едно промашување во животот духовно, дали го тангира, дали го приметил, дали приметил љубомората во себе, зависта, злобата ако се појави. Да. Да. Тоа е преумување. Ако имате и други некои прашања, не поврзано со постите, некој лично вас, некоја прашање што ве интересира во врска со верата, било што, можеме да си позборуваме, ова е слободен разговор, не е нешто специјално. Тоа што се снима е убаво, може би и други да го видат, меѓутоа чувствувајте се слободно да прашате било што ве интересира. Отец, може ли напред? Може, нема тема специјална. Значи, вака седнавме чисто да се видиме. Спомнете, ние комуницираме со луѓето, нели? Постојано комуницираме со луѓето и доваѓаме посебно на некој начин од црковните веќе. Ставаме доваѓаме во ситуација кога нели ќе почне да ги напиѓат поповите. Свештените ли се? Може би ќе сваќате што такое е прашањето. А кој би бил нашиот одговор, значи повторно секојаш излегувано видење како може да одеме у црква кога поповите возат джипови, се дотеруваат, шетат и секојаш доваѓаме ние во ситуација сега. Викаме само може ли да не правиме лобе за тоа, ама тоа е стална тема, таа не е секојаш се повторува. Кој би бил најсоодветен одговор без да се разгневиме ние лично? Некој одговор. Тоа е во зависност од тоа кој каков е човекот, да речеме, дали е некој верник што се соблазнил од нас, да речеме, од нашето однесување, и има сигурно и такви. Ние сме луѓе, слаби сме, може некој да соблазниме сигурно некој со нашето однесување. Може би тебе вака сега размислувам што би изговорил. Мене никој не ми го поставил лично тоа прашање. Вака веројатно повеќе се одбегнува тоа прашање. Се одбегнува директно да се постави. Тие прашања може да ги поставува луѓе кои са влезени во црква. Не, има и луѓе, има и такви, ама има и луѓе што знаат што е црква и сега се соблазнети, да речеме, од некои однесувања. Не велам јас дека ние како свештенослужители не сме соблазнени некој. Веројатно со нашето однесување сме соблазнени. Меѓутоа важно е да се знае дека сите сме ние луѓе. Не мора да значи дека ако еден соблазнил, дека сите попови се така. Тој што е соблазнет би било добро со попот насамо да разговара за таа работа. Да види одблиску, да се запознае. Некој вика, еве, владиката имал ово, владиката нема ништо на своје име. Свештеник некој може би фамилиарен свештеник може и да има нешто на своје име. Владиката се е на црквата, на епархијата. И ете, ние сега сме мала епархија, немаме некој возен, немаме ни просторија каде да седнеме, па овде седнуваме. Меѓутоа, можеш слободно да му кажеш, ја не сум вистинската адреса за тоа што го поставуваш како прашање. Значи, разговарај со свештеникот, зошто те соблазнува, тоа што те соблазнува, најди начин, седнете на кафе, на разговор, не мора во црква или може и во црква,
да дојдеш насамо. Што вели во Евангелието? Во Евангелието има одговор за секој прашање. Само треба да се најде. Што вели, ако некој те навреди или те налути или те соблазни братот свој, па и свештеникот се сметаме сите за браќа и сестри. Вели, иди искарај го насамо. Искарај го насамо, односно разговарај насамо со него, види. Поучи го. Да, поучи го, ако мислиш дека е тоа соблазна, да видиш, може би само ти се чини дека е тоа така. Тој може би вози скапа кола, не направил ништо нечесно, за да ја добие таа кола. Може би е така. Затоа вели, оди искарај го насамо или разговарај насамо со него. Ако те послуша, вели, си го придобил братот свој. Ако не те послуша, кажи на двајца или тројца, ама тоа се однесува во врска со верата, во нешто шире, ерес или нешто. Но и друга дилема да имаш со свештеникот. Значи, поразговарај со него. Може би нити свештеник може во моментот не е свесен дека со тоа соблазнува него. И кога ќе му кажеш, може би ќе го замислиш свештеникот. Затоа не треба јас да се впуштам, да речем, во ти, во смисла, ако некој те праша, че ја не сум вистинската адреса. Тоа може би да изгледа така, може би мораш да разговараш со тој што те соблазна. Ние имаме еден обичај, неубав, може би, полесно ни е да оговараме од страна, отколку директно да се соочиме со тој што не соблазнува или... Но тоа треба да биде, да избегнуваме тоа оговарање. Значи, директно, мене да соблазнува Петко, Јанко, Јован ке Петко, ка Јанко, не е на Јанко да зборувам за Петко, па на Петко за Јанко да му кажам. Него, мене ме соблазнува Петко, Јован ке Петко, ќе сам оти вака правиш. Ова мислам дека не е добро. За верата не е добро, не се... Сега, ако не можеш со него да го решиш проблем, тогаш сигурно со другиот нема да го решиш. Сигурно нема да го решиш. Ако тој не послуша на тоа што ќе му кажеш, со друг нема да го решиш сигурно. Сега, ако се однесува за верата нешто, ако учи погрешно и такви работи може да се десат. Во првите векови Арија бил свештеник. Еретикот Арија. Значи, тој бил свештеник, не бил некој лаик што не ја знаел верата и проповедал дека Христос не е Бог, дека е само човек. И се воделе расправи за меѓу верниците, се воделе расправи во првите векови за откако се ослободило христијанството од гонење. Тоа е пред првиот Вселенски собор, и после првиот Вселенски собор, како бил осуден Арија, аријанството продолжило да постои. Затоа што не им било сватливо на аријанците дека Бог може да пострада. Како Бог е вечен, не може да пострада. И тоа не води, значи, од некое незнање, спротивно, значи, од многу теологизирање, дошле до некој дека Бог не може да пострада и мора да е тоа човек. Само многу надарен човек од Бога, ама мора да е човек што пострада за Христос. И така почнал да учи и да се расправале луѓето меѓу себе, за верата се расправале. Значи, може да дојде и некој верник да слушне нешто, да си ја знае верата, па да слушне некој свештеник да каже нешто спротивно на догматите. И оди и со него расправа. Тоа е така и така. Јас сум прочитал, сум видел, има и во соседството, има и кај нас некои почнуваат сега, верници се слушнале за литургијата, вака се служи некаде, вака, и си направили некој концепт дека така мора да биде тоа служењето на литургија, и ако свештеникот ги крене малку повеќе рацете или ако наглас ја прочита молитвата, веднаш, тоа не, така не сме тоа. И има такви некои расправи. Но треба за секоја некоја дилема да се седни, да се разговара и да се проучува верата. Да се проучува. Не туку така сме видели или сме прочитали една книга и мислиме се знае. Многу има од теологијата, многу има и за читање, за истражување, дури животот не ни е доволен целото да го истражиме.
тоа, ама треба да се трудиме колку што можеме. Затоа велам, за било кој проблем што некој верник го има со свештеникот или ако го соблазни, најдобро е со свештеникот да познава, не да оди околу и да види го овој ваков онаков. Прво нека дојде, нека се уцркви. Тоа што свештеникот е можеби, не знам, непринципиелен за нешто, не значи дека тој нема благодата на свештенството. Значи, таа литургија што ја служи свештеникот, затоа што има благодат да ја служи. Не секој верник ја добива таа благодат да ја служи литургија. И треба прво да дојдеме во црква, да се уцрковиме, да знаеме што е литургија, а после да можеме и со свештеникот да седнеме и да кажеме има такви верници. И сме разговарале, јас во Штип, кога служев порано, доаѓа верници што искрен да бидам, јас би им потпишал теолошки факултет одмah, дека имаат завршен. Така се навлезени во догматите на црквата, во еклесиологијата, прашуваат зошто е овака, зошто не е поинаку или навлегуваат во теологијата. И затоа велам, треба да се уцрковиме, па после ако имаме некој проблем, било со верник или со свештеник, да дојдеме и со него да разговараме. Нас само не мораме сега да, ако некој направил грешка и сега да покажуваме ни грешката на братот, да земеме уште барабанче ни фали да одиме по градот да кажеме дека братот наш сгрешил. Значи да бидеме дискретни колку што може. Тоа е прво за нас. За нас е убаво да бидеме дискретни и да, али проблемот да го решаваме со тој со кого што имаме конкретно проблем. Не со други. Ако имам јас проблем со некој брат, не морам да идам на другиот брат да му кажам што проблем. Со него ќе разговарам лично. И така се воспоставува комуникација. Не треба да има лутање од таа страна, од другата страна што јас ќе бидам искрен со него. Ама мора да се најдат и изборови. Не е убаво со груби дојдеш зошто вака, него да се прости брат. Забележав нешто, видов нешто, ме соблазни, ме разжалости, можеби не е така. Затоа сакам да проверам таа работа со тебе. Во таа смисла, значи кога така ќе се настапи, мислам дека ретко кој би се налутил од другата страна и да му се каже нешто и да се искритикува. Има начин, само треба да се најде. Има начин како да се дојде до решение на проблемите. Мислам дека сакате вие да прашате нешто. Јас вас ве скоро запознав, откако почнав малце почесто да идам во црква. Ме импресионираат луѓето, посебно младите овде што ги гледам, особено се почесто све се истите. Повеќето и овде и мене ме познаваат, некои не ме познаваат, како и господинот што имаше храброст да праша, и ја имам храброст такви работи да ги прашам. Сигурно, не треба човек да се срами, да се плаши. Кои не знаат, кои не знаат. Јас сум бивши полицајаc, пензионер. Не питам. Сега. И господин рече дека према вашата служба најчесто се едно вицеви, едно напади, бомбари, овади, исто и према нашата служба. Сега. Јас велам према нашата и према вашата или према доктори или суди, него народот е незадоволен, наоѓа мана и на Црвен крст, што дава. Некому му дал помалку, некого повеќе, па камо ли мене да ме сака како дошло ред, службата е таква, прав, не прав, во право, и да сум во право и да не сум во право, да дојде ред да го примениш некоја мерка санкција. Сега. Ами и тоа е битно, човекот што рече, не го познавам, јас обожавам да се запознам. И ги применувам многу тие народни поговорки. Вика, во секој жито има куколј или крко, зависи на кој јазик ќе го кажеш, или во секој стал има црни овци. И меѓу нас има. Али во последно време, се повише и повише, да не велам сите, него јас стално велам сите ние, не велам ти. Ама народот се навикнаме само да велиме тие.
никой път немаме храброст да речеме, море јас. И треба да речеме ние. Сега, долги се муабетиве, да не задржам и да не досадим на луѓево. Поздрав за сите и секој чест, особено на младата популација. Она храброст што се прекратува. Јас ми се чини за мене. Кој мисли, кој верува, нека верува. Како за вас, како за сите, дали некој ви верува или ми верува. Јас стално велам, кој не ми верува, кој ми верува, ама Господ знае. Така мислам. Оти сум верен. Сум преценил и ја ценам вашата служба дека сте многу начитани и образовани ова ваша професија. Од 78 сум бил во Прилеп, тогаш го заклучив, јас излегов дете од село, сиромашко, и тоа и сега, јас од кај сум роден, сега нема више ни куќи, ископаѓа, рамна. Ама сум бил во еден поголем град. Точно има различности сегде, што е по поговорките, во секој став има црновци. Во секоја струка има секакви. Али затоа најубаво е она што велат просекот, црвена линија, црвено-зелено, нормалата да се држи. Сега да не должам, прво сакам да ве прашам, подслушнам дека едно манастирче во Звегов се оформи нешто конаци натаму наваму, дека сте престојувале тука. Дали е точно или не е, како што човекот што има праша, ја би сакал кога би имало време, вака со некој понадлежен еден муабет акт, значи доколку си има време, доколку си има простор, да се знае кога и каде. А пред да ми одговорите за конкретното прашање. И ние се знаеме, некој е работлив, некој е мрзлив. Јас, Господ нека ми прости, имаме едни 3 категории на луѓе, што ги спомнувам. Значи, пијаница, мрзлив и, ајде да го речеме, арамија, ајде. Сега, јас не велам ајдукот, арамијата, дека е добар, дека го оправдува. Ама ги споредувам. Ајдукот од тие 3 врсти на карактери на луѓе е најдомаќи. Не дозволува да му владува семејството. Не велам сега, дај са сите да тркаме, да крадиме, да лежиме, а да не работиме ништо. Ама, значи, во врска, во смисол на карактерот, на особината човекова. Сад да не набројувам зашто ја и го кажувам дека мрзливиот, наместо да принесе за децата, тој легнал, чекал децата. Пијаницата не е корисен за себе, е штетен, да не зборам за општеството и за комши и за семејство. Зашто самиот се труе со претераноста на алкохол. Добро, моабет се не довршува. Јас се сметам едни тако тие, не запијам никој пат, али слабо седнувам и се рекреирам. Бидејќи нашата вера, малку сега, да не грешам душа, ама тоа се коментира, како што рече човеко, сакале, не ќе се коментира. Ама не можеме сите да бидеме упатени, сите да бидеме економисти, сите да бидеме доктори, секој си има своја струка, некој кој каде се нашо. Во врска со очигледно е дека имаме доста празници, така, светлини. Сега, тој што спомна и вие доста објаснувавте за попојци. И тука секој си е со различен карактер. Не може да бидат исти. Како и полицајци, и доктори, и директори, и политичари, и свештеници. Ја највише ме привлекува на Савање на првата програма, не, на Сител. Секој утро има свештеник кој секој ден што е посветен на некој начин. Ја во тие луѓе верувам, тие ги почитувам, зашто слушам вие, дали сте биле вие или на телевизија, знаете за која емисија зборувам, Савање пред 7 сати, пред вестите. Кога кажуваат како се жртвувале за народот, како се мачеле, како се подложиле на
на маки, на гладувања, на кости, абе нема тоа. Зато тие така сите. Сега ја не знам кој ќе знам, Господ Бог, дали правилно ќе се изрази, многу викаме дето Господ, дали е исправно, дали е исправно или не е исправно, не знам. Продолжете. Не сме учени. Да ширите, продолжете, што е поентата. И стварно ги почитувам тие ствари што настрадале за верата. Сега, ај прашањето да не дојде. Бидејќи, реков, има многу празници. Вака си има луѓе домаќини работници. Греф ли е то кога треба да се работи, кога треба да се поштува празникот? Ајде, ќе се дојде на црква, уредно, кој може. Од ние викаме, верува, ба. Но каво е да видите колку куцка луѓе има овде. И сега пак тоа што ќе речам, да не сите на другите наоѓаме мана, ама за се почнувајќи од ден. Ама се и овие луѓе, и јас во тие луѓе, прашање е кој колку ми верува, мен или јас колку верувам овде што ги гледам. Сега, конкретно прашањето за работата. Нешто што е, дали има поважни празници, потешки празници, полесни празници, на вистина, јас без и колекција си ги чувам тие црковните календарчи. Откој сум створил фамилија, откој сум оженет, си ги чувам од тогаш, се во колекција. Околу тоа работата. Дали има тешки празници, лесни празници, која работа се рачуна во тешка работа, која во лесна, дали е грев да се работи или е мор да се лекне, да се лежи, детето. Со велите тешки и лесни празници. Прошлевајте малку по-обширно се стави. Од тука ќе почнеме, од тешки и лесни празници. Нема нема тешки и лесни празници. Празник е празник. Недела е најголемиот празник. Значи, Воскресение. Секоја недела го славиме Воскресението. Господ рекол 6 дена работи и заврши ги сите работи, седмиот посвети му го на Бог. Односно еден ден во неделата, че гледате од 7 дена, Господ бара еден ден да му се посвети на него. Не заради тоа што Господ е некој суетен, па сега сака на него да му се посвети внимание. Да не ја изгубиме ние комуникацијата со Бога гледајќи ги земните работи. А да не зборам дека секојдневно ние треба да имаме некакво молитвено правило како верници, дома, на саба или навечер, ако не повеќе во денот, ако не можеме, пред да отидеме на работа, имаме издадено едно мало молитвениче, токму за таа намена го издадовме, мало молитвениче, да биде, знам дека луѓето се зафатени и одат на работа, таму има кратки утрени молитви, молитва пред работа, што не му одземаат на верникот повеќе од 5 минути на сабајле или 10 еве најмногу, и навечер 10 минути да се помоли на Бога. Значи Господ кога рекол да му посветиме еден ден, вели да не изгубиме комуникацијата со Бога. Онаа интеракција што зборевме пред малку дека ја имаме со Бога. Заради тоа ни вели. А пак во тој истот ден литургијата и утрената богослужба заедно траат 2,5-3 сати најмногу. 3 сати, да речеме, во текот на неделата треба да појдеш на црква за да ја возобновуваш таа заедница со Бога. Постојано да се обновува благодатта која Господ ја дава, се обновува на литургија. И затоа Господ рекол да му посветиме на него. Но не рекол не смеете ништо да работите после литургија. Значи, ако ние имаме потреба на село, да речеме, луѓе, верувам, порано тоа почесто се случувало, сега, веројатно се е некако и селската работа е малку намалена и луѓето повеќе во градот живеат, меѓутоа... Стана не мрзливи тоа. Едно е, може би, тоа да. Меѓутоа, треба да се собери родот. Ако сега не се собери, утре ќе биде скапа. Нема да вреди. И сега, но луѓето знаеле дека што треба прво да направат во недела. Треба да појдат на литургија. Значи,
да се помолат на Бога, да ја обноват благодата што Господ им ја дава преку литургијата, а после ако мора да се работи нешто, ќе се сработи. Ако не мора да се сработи, еве ние сега ја продолжуваме литургијата, така? Сакаме да му посветиме уште повеќе на Бога. Ама ако мораме да го сработиме нешто, ако имаме неотложна работа, ќе поидеме и ќе ја завршиме таа работа. Не е воопшто грев на празник човек да поиде да заврши некоја работа, ако мора да ја заврши. Ако не може да почека до утре. Што вели Господ, нели многу критикувале за саботата, зашто легува тоа сметале како работа. Саботата нели на евреите им е седмиот ден, односно и на нас не е седмиот ден. Саботата е седми ден. Меѓутоа, заради воскресението ние првиот ден од неделата го посветуваме на Бога заради воскресението. Затоа што ако не е воскресението, џабе е нашата вера. Вели Свети апостол Павле. И заради тоа ние по првиот ден го ставаме тоа. Но и саботата не ја отфрламе како седми ден. Меѓутоа, она најповажното од тоа е дека во неделата, односно во првиот ден од седмицата, тогаш воскреснал Господ и тогаш го посветуваме на Бога. Значи, работата како работа не е грев воопшто. Меѓутоа, ако еден ден треба да му посветиме на Бога и да малку да се релаксираме и ние, духовно да се релаксираме, значи, тоа ќе го направиме. И ако не мораме да појдеме сега во поле да работиме, во недела или на празник, нема да одиме. Или ако не треба дома нешто да завршиме, нема да го завршиме во недела, затоа што сакаме духовно и си прочитаме некоја книга повеќе, еве што вели дека погледнеме некоја духовна емисија на телевизија. Значи, малку да се обновиме и духовно од онаа работа 7 дена. Ама ако мора да се заврши, а верувам дека домаќинките по дома секој ден, па вклучувајќи и неделата, имаат работа. Ако не друго, мора да припремат храна, ручек да припремат. И тоа... Ама меѓу луѓето е има некои празник, во овој ден не се Тоа е капе, суеверно. не се Тоа е- капе, тоа е овој ден не суеверно. се, Значи, ова не се прави, тоа да не се знаете, внесе. Слушнете само да го кажам, ова е важно. Значи, тоа е суеверие. Не се работи за отпајаци, не се работи за отплувци, не се работи заради Света Петка, ќе ти ги отсече рацете, тоа се суеверие. Тоа нема врска со нашата православна вера. Значи, јас ви кажувам, Господ не забранува да се работи, ама кажува како треба да се работи. Што е прво? Во понеделник можеш вторник, среда, четврток, петок, сабота, на сабајле го ходиш пред работа, малку ќе се помолиш, за да ја одржуваш врската со Бога. Молитвата е разговор со Бога. Навечер да му благодариш за денот, да се помолиш за ноќта, за добар сон, да ти даде добар одмор. Но во недела или на празник, јас одам да го примам Христа како тело и крв Христови, да ја обновам таа благодат Божја. И после тоа, ако морам да завршам работа, ќе завршам. Ако не морам да одам на работа, нема, тој ден нека ми биде за духовна обнова. Греф не е да се работи, значи. И суеверие за отпајаци, за не знам Тоа шо. не беше зборно да питам. Тоа се суеверие. Дали е греф ако работиш, да произведеш Не. за себе и за друг? Не е греф. Воопшто. Или па не е греф ако направиш штета, некој лошо. Тоа во тоа и смисла. Не е греф, воопшто, значи Да не е греф. споредиме. Воопшто не е греф. Воопшто. Вау. Да. Така. За манастирот, што ве праша? Манастирот, да. Аз Манастирот живее контакти отец- среда, ако може. Да, отец Висарион живее во манастирот, нема услови за повеќе луѓе да живеат таму засега, затоа што малку, тоа се две собички, мали, направени, ги прилагодивме за да може отец Висарион да живее. Он е јеромонах, иако даде Господ, ако има средства понатаму и да се изградат и поголеми конаци, да дојдат и повеќе монаси, тоа е наша желба и Значи перспектива. свештено лице има таму во тој манастир. Има, да, има. Да, исто може и со него да се Може. разговараме, што ако не интересира во Може го имаат бројот со свештениците. ова струка, што се или струка или
Да, може. И јас, за жал, уште не живеам овде во Делчево. Го прилагодуваме Балаклија, манастирот. Конакот го прилагодуваме, уште не е прилагоден за живење. Планираме со Божја помош сега во овие зимски денови да од надвора е изграден конакот, меѓутоа внатре не е уреден. Немаше ни струја на некои места, па струја требаше, па сега треба вода да се спроведе таму каде што треба, да се направи пот, зидовите се нешто направени, нешто треба да се доправат во тие простори и кога ќе го завршиме сега, малку и со грејењето е проблем, скапо е тоа да се инсталира. Се надевам дека кога нема да има потреба од грејење таму во пролетните и во летните месеци, да можеме да се доселиме, па до зимото да смогнеме сила и грејење да ставиме. Ама правиме, јас се уште, значи не живеам во Делчево, ја сакав и до сега и сакам да дојдам тука каде што ми е одредено епархијата да биде и да бидам во почесна комуникација и со вас и со свештениците, да си правиме богослужби, да се собираме на вакви разговори. Ова е многу важно за нашата вера. Да се собираме на богослужби, да си дискутираме вакво прашање, некој ќе излезе, ќе се воспитуваме духовно, што се вика. И преска, како што рекол, дека во секој стадо има и ама пред се треба искреноста. Не е лошо, не. Тоа си е униформа. Да, убаво и да се нашалиме. Она реалност што верев, дека сум бил настрана на служба и овде. Ја некој пат не се срамам. И некој може ќе ми замери. Овде нашиот крај, самото поднебје ни е така, климатски ни е пасивно поднебјето. Касно се развива, сланата рано фаќа, во тој смисол и затоа е овој терен стварно најсиромашки. И назе вашево присуство. Многу имам така забелешка дека многу придонесе од кога вие почнавте да идете. Порано нека не сум и јас бил до душа, ама ми се чини дека послабо се посетуваше црквата пред вашето присуство, а бидејќи сум бил на други места. Жената ми од Струга, ќерката ми е важна во Тетово, во Прилепевна служба, значи во големи градови, Западна Македонија е побожна и ја не се срамам да кажам дека ние овде сме малку по-простички да ми простат сега. Ако се Западот. И верски се по-напредни и по-способни од нас. Ко самите цркви. Овде кај нас, во одредени села и тоа големи села, до вчера цркви немаше. Сега ги градат. Имам кажено и порано Западно имало турци, и таму пострадале луѓе, и таму има повише комите ниво, осим еден наш комита овде во Разовци или во Беров. Јас тоа го кажам и Тоа треба да се признае. И порано го кажав тоа во врска со црквите и со побожноста. Побожноста се мери и со големината и на црквата. Значи, гледам дека малечки цркви се прават по селата и околината овде. Плюс и без благослов. Некои луѓе не се информирани дека треба, кога сакаш нешто да правиш во црквата, дали да уредуваш една црква или одново да правиш од темели црква, треба да имаш благослов од владиката. Ајде што не го прават со благослов, сами си градат на свој начин, ќе видат нешто и ќе пазарат некој мајстор да ми изгради црквата. Нема чувство зошто се прави црква. Црква не се прави да биде макета и да можат само двајца да влезат во црква. Црква се прави, како се викирали ме тоа. И јас се гордеам што имаме толку голема црква тука, а дај Боже да ни даде Господ сила да ја средиме и да ја уредиме. Мислам дека може да се мери со соборниот храм во Скопје. Може би некој ќе рече голема е оваа црква за Делчево, меѓутоа јас мислам дека е убаво црквата за Делчево и треба да биде,
И според величината на оние на кои што е посветен Свети Кирил и Методи, тие многу направиле за нас, за нашата писменост пред се и оно што го рековте, свештениците многу начитани. Па од почетокот само свештениците имале на некој начин овде на овие крајни, само свештениците знаеле да читат. Тоа не Заради били и свештеници првите. да, Кога било неписменост. затоа, значи за да служат литургија, токму заради тоа се описменувале за да служат литургија. Луѓето се описменувале прво на литургија. Во црквата се описменувале, па после и други работи учеле да читат. И затоа велам, кога градиме црква, треба да градиме за да служиме литургија во неја, за да можеме да се собереме. Ова јас мислам дека треба да биде најмалата црква што е ова Свети Наум, толку треба да биде најмалата. Иако и ова е на граница, ова е висока, убава е висока, ама не собира многу луѓе, макар да имаше некои галерии, па да можеме да се качиме горе, да биде како што има во Свети Кирил и Методи тука. Галерии има горе, може да се качи човек. Значи, убаво е црквата да биде функционална. Ова е на границата да биде функционална. Гледате, денес имаше, фала му на Бога, многу луѓе. Замислете, не се дојдени од Делчево сите верници што би требало да дојдат. Замислете да дојдат сите православни христијани декларативно што се православни, да дојдат сите. Нема да не собере во црква. Треба макар да може да собере 100 души, да собере црквата. Да биде, ама 100 души, ама да биде комотно, не? И тука можеме да се собере, може би и 200, да биде еден врз друг, да си газиме на глава, може би и 200 можеме да се собереме, ама да биде комотно. Значи да можат 100 души да застанат, таква црква треба да направи. Ова е на границата на функционална црква. Има простор, фала му на Бога, но ова е планирана за крстилница и јас мислам дека така и ќе биде кој ќе довршиме Свети Кирил и Методи, ова ќе си биде крстилници, тука ќе се крстат. А венчавки и други раби и литургија ќе се служи во таа црква. Тука може би на денот да се отслужи, може би за Свети Наум литургија, ама таму би се служила литургија во големата црква, тука би било за крстење, за венчавање, односно за венчавање пак таму би било посвечено во голема црква. А тука заради зимски период што може полесно да се затоплува, тука би било за крштење, пошто сепак ако се крсти дете мало, ќе биде студено во голема црква во зимски период. Така да и тоа е едно мерило за верата. Цркви, апелирам уште еднаш, ако некој планира црква да прави, некаде, треба да го има предвид тоа, да биде црквата функционална за да се служи литургија и пред се да се земе, ако се дојде по благослов, тогаш ќе биде како што треба црквата изградена. Сигурно нема да биде 2 на 2 или 3 на 3 како што некаде има, со се олтарот е 3 на 3. Каде да влезе свештеникот, каде да влезат верниците, каде ќе се остави певницата да пее. Мене ми е жал, во Саса има во Каменица, во Саса манастирот Свети Арканија Михаил, многу е малечка црквичка направена. До душа таму нема ни простор. Ама си велам, ако немало простор, може би требало на друго место да се направи црквата. Тесно е таму местото, некако види, вака удобница е и нашле едно просторче. Така. И тука е направиле, ама многу е мало. Многу е мало. И така не е само тој пример. Има и други примери овде, каде што се... Јас баш од тоа село, Истевик, кај што изборат пред 4 години црквата, сега е малку гоеден почеток. Да, фала на Бога, знам. Нема ни луѓе, ама колку заедно, Добро, не е лошо да се обнови. Ќе се направи. Има, глед, за споредно го спомнате нови степни. Во стари степни, црквата е стара, гледате каква црква имат направено нашите предци. И што рекла турски селови е Габрово, Станер, па и Звегор. Звегор имаше. И во Звегор е мала црквичката во манастирот. Она црквата е Стари степни Живица било турско село, ама црква е една од најголемите цркви и
Устари сте. Да. Па не е Ало што на Бога полека ќе се направат сите работи. Само трпение да се има и да вака да бидеме во комуникација и така. Фала ви многу на љубовта, да сте живи и здрави, секој добро. Да видите. Ќе се Нека видиме дава пак. поправија на сите. Само ще да спомнам дека за Сидитрија Рарсик имаме гости од Куманово, владиците ќе дојдат, владиката Григорий и владиката Јосиф. Ќе служиме во Света Богородица, ќе имаме гости, значи, и еве повелете на Сидитрија Рарси на 12. Објави Да. Отец Милан објави. Објавење распоред, ама не пишува дека ќе имаме гости. Јас сега ексклузивно ви кажам дека ќе ви дојдат владиците од Куманово. Да сте живи и здрави. На многогодини Христос воскресе. Наистина, Господи.